Ако се сеќавате, минатата сабота вечер зборувавме за гревот со големо Г. Се сеќавате зашто зборувавме всушност? Што беше тоа? Кај е главниот проблем? Значи, оние гревови што ги правиме се само производ на главниот проблем, а главниот проблем е срцето или умот, необратениот, необновениот ум, или таа наша грешна природа со која што се раѓаме. Тука е коренот. И сега ќе зборуваме, ова баш проповед ја насловив како гревот со големо Г. Тука некаде е пак, меѓутоа да ве прашам според вас конкретно, значи сега не зборуваме за тоа нечисто срце, необратено срце, туку конкретно грев со големо Г. Кој е тој грев според вас? Баш со големо Г. Горделивост. Да. Горделивост. Со големо Г. Псалм 19:13. Па тоа е суштината на грешната човечка природа. Гордост и себичност. Тоа е нашето јас. Псалм 19:13. Не дека не сме зборувале на оваа тема, ама секојаш има нешто ете така ново што ќе ви излезе и може би некој мотив. 19:13. Не сум доволно јасен или да викам повише? Добро, да знам. Може би сме сега помалку, а знаете оти која паѓа ноките онака па и по-јасно се слуша, а и пријателката Рајна не е тука, па затоа не викам толку. Негојаш посебно заради неа морам да викнам за да слушне. Ако не гледа, ја поздравуваме. Значи, Псалм 19:13. Запази го својот слуга од гордоста, се моли Давид, да не завладее со мене. Тогаш ќе бидам непорочен, чист од што? Од голем грев. Гревот со големо Г. И голем, и се нарекува гордост. На Г. Почнуваме на Г. Христови параболи, 154 страна, видите што вели Елен Вајд. И размислете, оти овака кога имате некој јасен цитат, кој што нема мрдање лево, десно, знаете, треба добро да ни се запечати во умот. Ништо, значи не постои нешто, ништо не е толку навредливо за Бога, ништо толку опасно за човечката душа, како горделивоста и самоувереноста. Од сите гревови, тој е најбезнадежен, најтешко се лекува. Значи, ако зборуваме за тешко излечива болест, како што е, не знам, ракот или сега ги има многу, не само ракот, тогаш тоа е гордоста. Најбезнадежен грев. Најтешко се лекува, тоа е гордоста. Зошто? Минатиот пат го спомнавме Павле, знаете, првин се гордел со своето потекло еври над евреите, на 8-миот ден обрезан и така натаму, безпрекорен што се однесува до законот. А после, знаете, кога се сретнал со отелотворениот закон, односно со Христа, сватил, сушност, колку е ништожен. Што вели Елен Вајд повторно во патот кон Христа. Бог не ги смета, сега пак сме кај мерки, некој вид на мерки. Како Бог мери, како ние мериме. И знаете, како рековме, дека човекот гледа на надворешност. Сега ќе видите некој пијаница таму, или ќе осожалуват, или ќе речете. Значи, се гледа од километри, можда и мириса на метри, на неколку, на алкохол, и може ќе го осудите. Или било кој надворшен или грев, кој што на очиглед на сите може да се види.
Вели, Бог не ги смета сите гревови еднакво големи. Грев си е грев, да се разбереме. И со толкав вие нема да се најдете на небо. Ама сепак има некои мерки кај Бога во однос на гревовите. Од Божја, а и од човечка гледна точка, постојат степени на вината. Значи и Бог, и кај Бога има степени на вина и човекот така гледа, па еви, кога се носат судски пресуди, нормално има различни казни според степенот на вина. Но колку и беззначено да е ова или она зло дело во човечките очи, пред Бога нито единствен грев не е малечок. Значи да, има различни гревови со различна големина, различни степен на вина, ама ниеден грев не е малечок. Ако појдете од првиот грев, што го направиле Адам и Ева, ќе речеме од наша перспектива, ситница. Што сега каснале од забранетиот плод? Заради таа ситница били истерани од Едем. И сега вели, човечките судови се пристрасни, несовршени, но Бог е реален во своите оценки. Пијаниците го презираат и велат дека неговиот грев го исклучува од небото. И тука може да наброиме еден куп гревови. Денеска некои велат, како бе Давид на небо да се најде? Како бе Давид, што направил Давид? Давид на небо да се најде. Добро, он се покајал. И дури е наречен човек според Божјето срце, како беше. И се тука е проблемот кај гордоста. Гордоста не се кае. Не гледа потреба за покаяние. Затоа е најбезнадежен грев. Но да одиме понатаму да не трчам пред себе. Пијаниците го презираат и велат дека неговиот грев го исклучува од небото. И сега вели, додека горделивоста, себичноста и зависта премногу често поминуваат без укор. Тоа се духовни гревови, тие не се ни гледаат надвршно, баш ќе ги приметите можеби со текот на времето, ама затоа и поминуваат без укор. Меѓутоа, тие гревови посебно му се одвратни на Бога, затоа што и се противат на добротата на неговиот карактер, на атмосферата на несебичната љубов што владее во безгрешната вселена. Познаете како започна се од Луцифер? Завист, љубомора, гордост, себичност, посекуваше тој да биде на прво место, на северот да си издигне престол. Значи, тие се посебно одвратни гревови во Божји очи. Тука се спомнати горделивост, себичност и завист. Оној што паѓа во тежок грев може да почувствува срам и беда и потреба од Христовата милост. И тоа е стварно така. Многу лесно може да се осведочите дека сте направиле некој кикс во животот и да речете катастрофа. Значи тоа мора да се покајам. Но горделивоста не чувствува никаква потреба и со тоа срцето се затвара за Христа из неговите бескрајни благослови. Тука е проблемот кај гордоста. Нема потреба за покаяние, не гледа потреба за покаяние, напротив, како лаодикеецот, ќе вели, кој е како мене, јас сум мене ништо не ми фали, се имам, спасението е моје и така натаму и така натаму. Другите се лоши, ама јас не. Да отвориме Пословици 6, 16 до 19, познати стихови. Пословици 6, 16 до 19. Шест нешта мрази Господ, а 7 се гнасни на неговата душа. И веднаш почнува со горделиви очи. Лажлив јазик, значи горделиви очи, лажлив јазик, раце што пролеваат невина крв. И сите овие не мора буквално така да ги сватиме. Морате ли да пролеете крв? Или можете да му го уништите нечи живот без пролевање на крв? Раце што пролеваат невина крв, пазите, ова е посебно, невина крв. Срце што замислува грешни мисли.
нозе што итаат на зло, лажен сведок кој шири лага и човекот кој се раздори меѓу браќата. 6 нешта мрази Господ, а 7 се гнасне неговата душа и листата започнува со гордоста. И ќе го земеме сега како пример Навуходоносор, многу не е вака познат пример, па да отвориме во Данијел, 4 глава, што имаме тамо, еден сон сонил Навуходоносор, па пак му било потребно толкување, се разбира, и тука е Данијел да му помогне. Со дрвото, знаете, она разгранета крошна дрво високо достигнало до небото. Ки читаме од 13 стих до 16. Данијел 4 глава. Јас ги наблюдував виденијата што ми се мотаа во главата на мојата постела, кога ете стражар, светец слегува од небото, вика со силен глас: пресечете го дрвото, искастрте му ги гранките, скинете му ги лисјата, разфрлете ги плодовите. Животните нека се разбегаат од под него и птиците од неговите гранки. Знаете, разноразни плодови, па тука можеле да доаѓаат да се хранат животните и така натаму. Но сега пораката е да се исече дрвото, да се исечат гранките. Во земјата оставете ги пенушките и корењата во железни и бронзени окови во полската трева. Значи, само трупот, да кажеме, долу останува. Нека го мие небесната роса и земната трева нека ја дели со полските зверови. Човечкото срце нека му се смени, нека му се даде животинско срце. 7 времења нека поминат над него. И да го читаме сега толкувањето од 20 стих, што му го дава Валтазар, односно Данијел. Од 20 стих. Дрвото што си го видел, големо е и силно, кое стигнува се до небото и се гледа по сета земја со убава круна и со изобилни плодови, на кои имаше храна за сите и под кое се одмара полските зверови, на неговите гранки се гнездеа небесни птици. Тоа си ти, о цару, кој си голем и силен, величината ти се зголемила и стигнала до небото, а твојата власт до крајштата на земјата. А тоа што царот виде како стражар светец слегува од небото, таа зборува: пресечете го дрвото, раздробете го на неговата пенушка и корења, оставете ги во земјата во железни бронзени окови, во полската трева нека го мие небесна роса и делот нека му биде во полските зверови, со полските зверови додека не поменат 7 времења над него. Ова е значењето од царот, од луката на Севишниот, што ќе се исполни врз мојот господар цар. Ќе те протераат од друштвото на луѓето и ќе престојуваш со полските животни. Ќе се храниш со трева како говедата, тебе ќе те мие небесна роса, 7 времења ќе поменат на тебе додека не познаеш дека Севишниот има власт на човечкото царство и дека го дава кому што тој сака. А што е речено: оставете ги пенушката и корењата, твоето царство ќе се обнови штом ќе сознаеш дека небесата имаат сета власт. Затоа, цару, мојот совет нека ти биде мил, искупи ги своите гревови со правда и своите беззаконија со милосрдие спрема бедните, за да ти продолжи мирот. Од 29 стих, 12 месеци подосна, значи, добил сон, протолкувал му е со прецизно, значи, до детали, 12 месеци, значи цела година подосна, шетајќи по Вавилонскиот царски дворец, царот велеше: нели е тоа големиот Вавилон што јас го изградив за да ми биде царска престолнина со силата на својата моќ за славата на моето величество. Слично како богатиот безумник денес. Моите плодови, моето жито, моите амбари, за слава на моето величество. Уште тие зборови беа во неговата уста, кога дојде глас од небото: тебе ти се објавува, царо Навуходоносор, царството ти е одземено, ќе бидеш протеран од друштвото на луѓето и ќе престојуваш со полските животни, ќе се храниш со трева како говедата, и 7 времења ќе поминат на тебе додека не сознаеш дека Севишниот има власт на човечкото царство и дека тој го дава кому што сакала. Дори 3 пати се повторува, значи, односно толкувањето претходни и сега повтор пат.
сака да даде нагласок овде Библијата, односно Бог. И веднаш словото се изврши на Навуходоносора, беше протерано човечкото друштво, јадеше трева како говедата, го переше небесната роса, влакнато му порасна како волав, а неговите ногти како птичи канџи, може да замислите како изгледал. Звер, да, баш. И сега вели, откако се исполнија одредените денови, значи 7 години, јас Навуходоносор ги подигнав очите кон небото. Денеска во пуката беше тоа супер кажано, значи. Ги подигнал очите кон небото. И му се врати разумот. Најразумни луѓе, посебно во ова лудо време кое што живееме, се оние луѓе кои чисто погледате кон небото. А не да гледаат како од небото да гледаат овака надолу, горделиво. Разумот ми се врати, тогаш го благослови Всевишниот, фалејќи го, возвишувајќи го оној кој живее довека, неговото царство е вечно царство, неговата власт и за сите поколенија. Жителите на земјата се како ништо, тој постапува според својата волја со небесната војска и со земните жители. Никој не може да ја запре неговата рака или да му рече што правиш. Во истиот час ми се врати разумот и за слава на мојата царска чест ми се вратија величеството и сејаот. Моите советници и голинци ме побараа, бев воспоставен во царска чест и моето величество уште порасте. Сега јас Навуходоносор го фалам, го возвишувам и го славам небесниот цар, чии сите дела се вистина, сите патишта правда и кој може да ги понижи оние кои што одат во гордост. Навуходоносор навистина доживел големо понижување овде, страшна работа, 7 години да бидеш истерен од друштвото човечко. Значи, денеска би било во некоја институција, да кажеме. Тогаш, таму, во шума, не знам кај, во поле, јадел вели трева како вол, со канџи, обраснат, со звер, баш така. И се доека не погледнал кон небото, не го препознал Господа како оној кој што е над сите, оној кој што ги дава царствата и ги зема, значи се е од Бога, како што и денес поручувавме. Гордоста е страшна, со страшни последици, еве во овој случај имаме позитивен исход затоа што се покајал. Тоа и било целта Божја, значи таа мерка која што ја превзел Господ било со цел за да го превоспита и тоа се случило. Но некојаш не се случува тоа. Затоа што гордоста е таа која што нема потреба од покаяние, тоа е најстрашното. Зошто 40 години израелците талкали низ пустината? Поради неверие, вели таму евреите, дека не влегле во Ханан. Меѓутоа, во духот на пророчеството вели малку поопширно, вели без доверба во Бога, горди и неверни, тие не биле подготвени да влезат во ветената земја. Немале доверба во Бога, горди, самобендисани, значи неверни, не биле подготвени за да влезат во ветената земја. Ни ние, како такви, нема да можеме да влеземе. И вели, тие во никој поглед не ја представувале нацијата чиј што Бог е Господ, зашто им не достигал неговиот карактер, чистота, добрина и благонаклонност. Кога нивните татковци со доверба би прифатиле да ги води Бог, кога би ги држале неговите закони, би живееле според неговите прописи, тие веќе одамна би се настанале во ветената земја. Меѓутоа, гордоста не дава да те води Бог. Да те води било кој, мислам, ти си над се. Ти си најпаметниот, тебе ништо не ти фали. Второ Законие, 8 глава, ова е пред влезот во, односно откако влегле во ветената земја, каков совет им дава Господ на израелците. Значи, не влегле, 40 години морале да талкаат меѓу другото заради гордост, а сега кога веќе влегле, повторно слични совети. Затоа што тоа е природата на човекот, знаете. Тоа е грешната човечка природа, гордоста. Како еден од најголемите проблеми, одnosno читавме, тоа е оној грев со големо Г. Второ Законие, 8 глава, од 11, че читам. Внимавај да не го заборавиш Господа својот Бог, занемарувајќи ги неговите заповеди, неговите одредби, неговите закони, што ти ги давам денес.
И откако ќе се најадеш до ситост, откако ќе изградиш убави куќи и ќе се населиш во нив, кога крупниот и ситниот добиток ќе ти се намножи, значи еве го благословот, цело тромесече зборуваме за, меѓу другото, и материјален благослов од Господа, како резултат на послушност и вера, и кога ќе насобереш сребро и злато и кога се твое ќе напредува, тогаш немој да се воздигне твоето срце и да го заборавиш Господа, својот Бог, кој те изведе од египетската земја, од куќата на робството, кој те преведе низ онаа голема и страшна пустина, низ земјата на огнени змии и скорпии, низ сув и безводен крај, кој те извади вода од цврста карпа, кој те хранеше во пустината со мана, непозната за твоите татковци, за да те смири и за да те испита, па да бидеш среќен на крај. Тогаш не вели во своето срце, со својата моќ и со силата на своите раце го спечели ова богатство, како Навуходоносор што велел. Мојот Вавилон, јас што направив? Па тој ти даде сила, Господ ти даде сила да го спечелиш богатството, за да го исполни така како денес својот завет за кој им се заклона на твоите татковци. Ако го заборавиш Господа својот Бог и тргнеш по други богови, па им искажуваш почитување, им се поклонуваш ним, ви се колнам денес дека сосем ќе бидете истребени, како народите кои Господ ќе ги погуби пред вас, така ќе ве снема и вас, зашто не го послушавте гласот на Господа својот Бог. Гордоста заборава на Господа. Па затоа Господ некојаш треба да употреби посебни мерки, како со Навуходоносор, па за да ве освести, да ве спушти долу, или како на богатиот безумник денес, како што читавме, му вели, уште вечер ќе ти ја побарам душата. И што правиме? Каде се до тоа богатство? Многу лесно човек може да заборави на Господа и да се возгордее со некои своји постигања и така натаму. Сигурно знаете, барем по старите, за Мохамед Али, па и сите сте слушнале, за Касиус Клей, познатиот боксер на времето. Има изјавено во една прилика, јас сум цар на овој свет. Па и денес имате фудбалски звезди или не знам кои што се прават богови. Буквално и така публиката ги обожава како богови. Во една прилика кога се кашал во авион, значи пред да полета авионот, и сега фоторепортери, знаете, вие сте позната фаца, популарен, и сите врзуваа сигурно се појас пред да полета авионот, тој не врзува. И го прашува фоторепортерот, и што? Кај си видел ти Супермен да врзува појас? И фоторепортерот па досетлив па му рекол, па добра, на Супермен ни авион не му треба. Така да ете, тоа е тоа, значи, кога ќе ве удри славата во глава, па мислите дека сте, не знам, нешто над сите други. Ако позитивно заврши примерот со Навуходоносор, со Ирод Агрипа не заврши позитивно. Во Дела 12 глава читаме, ќе му дојде како внук, мислам дека на Ирод Антипа. Агрипа Ирод, 12 глава Дела, 21 стих па до 23. Во определениот ден Ирод, облечен во царска облека, седна на престолот пред народот и одржа говор пред нив, а народот извика глас Божи, а не човечки. Го почитуваат како Бог. И може да мислите како тоа делува на човек, на смртен човек, која ќе ве поистоветат со Бог, Божество. И тогаш вели 23 стих, веднаш Господовиот ангел го удри. Зашто не му, значи, како Навуходоносор доека уште ги зборуваше тие зборови, го удри Господ и се претвори во звер. Меѓутоа,
Навуходоносор после оние 7 години се опаметил. Но овде казната е инстант, веднаш. Тогаш веднаш Господовиот ангел го удри, зашто не му воздаде слава на Бога и беше изеден од црви и издивна. Некој вид на болест во тоа време. Но како и да е, видите како завршил. Гордоста води во пропаст, кога се издигнувате над сите, па се издигнувате и над Бога. Но, кога зборуваме за гордоста, најстрашно од сите е духовната гордост. И тука го имаат проблем од фарисеите, затоа и веќе во неколку предавања ги спомнуваме како оние кои што се горделиви, вообразени, ги критикуваат другите, тие се во право, другите не се. И така натаму, и така натаму. Што, кој пример да го спомнеме, ако не оној со 20 молители во синагогата, со фарисејот и цариникот, за кого беше кажана оваа парабола во 18 глава Лука, во 9 стих вели: а на некои кои беа уверени во себе дека се праведни и ги презираат другите, им ја кажа оваа парабола. Значи, оние самоправедните, оние горделивите, кои што ги презираат другите. Тоа е природна последица на ако се воздигнувате, ако сте горделиви, духовно горди, тогаш нема да може да имате љубовта што Господ има кон другите, туку напротив ќе ги презирате. И два човека влегува во храмот да се помолат, едниот фарисеј, другиот цареник. Фарисејот застана и се молеше во себе си вака: Боже, ти благодарам што не сум како другите луѓе. Еве таа погрешна мерка која се споредуваш со другите. Како што нели пред 2 саботи зборувавме. Ама тоа е фарисејскиот дух, тоа е самоправедниот, тоа е легалистичкиот дух. Има потреба да се споредува, да се мери со другите. Затоа што тука може да се види дека е повисок, поголем од другиот. Ако се измери со Господа, сигурно ќе биде ништожен, никаков. Ти благодарам што не сум како другите луѓе, разбойници, неправедници, прелюбници или како овој цариник. Значи, еве го слепилото на гордоста. Тој ги гледа, значи мери со човечки аршин, ги гледа тие надвршни гревови, а оние духовни гревови, внатрешни, не ги ни приметува кај себе, кои што се најгнасни во Божи очи. Постам 2 пати во седмица, значи уште се фали, значи што се прави, давам 10 од се што придобивам. А царникот стоеше далеко и не сакаше ни очите да ги подигне кон небото. Од затоа што се чувствуваше ништожен. Туку се удираше по градите и велеше: Боже, биди ми милостив, мене грешникот. И ви велам, овој се врати дома повеќе оправдан. Кој? Вториот. Отколку оној првиот, зашто секој кој се возвишува себе си ќе биде понижен, како што беше понижен Навуходоносор, како што беше и понижен, ама и кобно заврши Ирод. А кој се понизува себе си ќе биде возвишен. И ако сакате најголемата величина, најголемата христијанска величина е што? Понизност. Токму оно што е како исток од запад во однос на гордост. И ќе завршиме со прво послание до Коринјаните 4:7. Прво послание до Коринјаните 4:7. Мислам дека од неодамна читавме слични стикови, ако не и истиот. Зашто кој те прави да се разликуваш од другиот? И што имаш што не си примил? Повторно дајаме до она опуката: се е од Бога. Еве и таленти какви да имаме, сето тоа сме го добили од Бога. Тоа не е причина за да се фалиме. Кој те прави да се разликуваш од другиот? И што имаш што не си примил? И така, ако си примил, зошто се фалиш како да не си примил? Нема со што да се фалиме, буквално навистина, ако сватиме дека се е од Бога, без оглед на тоа, дали може би материјално не благословил, дали не знам со некои други таленти и така натаму, кои што можат, ако бидат злоупотребени, да ве направат славен во овој свет, и потоа таа слава да ве удри во глава и да од понизни ве направи горделиви.
и не дај Боже да завршите во пропаст. Значи, гревот со големо Г, тоа е гордост. Најстрашниот. Грев, оној кој што е најбезнадежен, оној кој што како болест, ако го земеме, е најтешко излечлив. И ќе завршам со една мисла од Мартин Лутер, многу мисла, вели, Бог создава од ништо, знаете, со своето слово, екс нихило. Бог создава од ништо. Се додека ние не станеме ништо, тој од нас не може да направи ништо. Ништо не може, да. И нешто нека, ајде, не е битно, ама ништо не може да направи. Значи, Бог создава од ништо, се додека ние не станеме ништо, тој од нас не може да направи ништо. Ете, тоа е. Така да, пак ќе завршам со оној стих со кој што почнавме во Псалм 19:13, молитвата на Давид, молитва која што треба да биде и наша. Запази го својот слуга од гордоста, да не завладее со мене, тогаш ќе бидам непорочен, чист од голем грев. Тоа е гревот со големо Г, од кој што произлегуваат многу други гревови. Нека Господ не запази од гордоста, а со тоа ќе не запази од понижување. Затоа што оној кој што се гордее ќе биде понижен, а оној кој што се понизува ќе биде возвишен. Исус, ете пак доаѓаме до Христовиот ум. Кој е Христовиот ум? Филипјаните 2 глава од 5, па читайте тамо до 11, мислам дека беше. Тој се понизи, го напушти небото, го напушти тој сјај. Можеше ли некој да напушти повисока позиција од таа што Исус ја напушти? Ја остави таа позиција, се симна, се понизи, стана како еден од нас слуга и толку се понизи што заврши на крст. Беше послушен до крај и Господ го возвиши по тоа. Нека тоа биде нашиот пат и нашиот живот, да Господ не клони, да не тргне од гордоста и самите ние, секако, да бидеме приземни, да гледаме кон небото, да секојаш нашиот поглед биде вперен таму и што и да имаме во животот, што и да постигнеме, му го благодариме нему и така и да биде, а не да сето тоа може би не возгордие и да не фрли во пропаст. Нека Господ ни помогне. Амин.